Го слушнавте хитот на денот и повторно ќе упатам покана до сите оние кои што сакаат да гласаат за нашата предлог листа која што емитувавме вчера, ќе биде емитувана секако и утре, да се обратат на нашата добро позната Facebook страна Урбан Така. Веќе телефонските броеви ги гледате на вашите екрани. Драги гледачи, сите оние кои што имате проблеми или пак сакате да го прашате мојот денешен гостин нешто поврзано со нашата денешна тема, односно превенција на дигестивниот систем, можете да се обратите на 0232011421 и 0232011420. Повторно ќе кажам дека денешното издание на Урбан Так ќе го посветиме на превенција од заболувања на дигестивниот систем, како и третман на веќе загрозените. Дури 95 милиони луѓе страдаат од дигестивни нарушувања, 37 милиони луѓе одат на терапевт секоја година. Малку повеќе ќе продискутираме околу ова со мојот денешен гостин, односно со Ален Јовчевски, абдоменален хирург од Аџибадем Систина. Добар ден, Ален. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата емисија. Така, застрашувачка бројка, нели? Па да, 95 милиони луѓе секоја година заболуваат, од кои што 35 барат некаков вид на медицинска интервенција. Тоа е огромна бројка, меѓутоа, ако се земе во предвид дека мојата работа, односно дигестивната хирургија, опфаќа голем дел од голема полена патологија, бројот можда и не толку голем. Значи, дигестивната хирургија опфаќа еден дел дигестивниот систем, хируршко лекување на заболувања на дигестивниот систем, кој што започува од хранопроводот, потоа имаме хирургија на желудник, 12-палачо црево, хирургија на тенко црево, дебело црево, односно колоректална хирургија, хепатобилиопанкреатична хирургија, потоа имаме во поново време модерна и ова обезна, односно хирургија на прекумерна дебелина. Така да гледаме дека всушност и самата оваа хирургија се нарекува и кралица на хирургија, заради тој голем обем на работа која што опфаќа. Кои се најчестите операции на дигестивниот систем? Најчести операции во дигестивниот систем може да се издвојат, значи од она време колку што сум во оваа проблематика, и во нашата болница во Аџибадем Систина, болницата во која што годишно има од околу 800 операции, може да се издвојат значи две најчесто споменувани, две најчести диагнози кои што се лекуваат по хируршки пат. Едната спаѓа во групата на немалигни заболувања, тоа е калкулоза на жолчното кесе, додека во групата на малигни заболувања тоа е карциномот на дебело црево, односно колоректалниот карцином. Така. Симптомите на препознавање од ваков вид на заболувања, значи кои се симптомите кои што можеме да ги приметиме за навреме да реагираме? Пошто ќе разговараме за две групи, да кажеме условно речено заболувања, ќе скратиме приказната со цел за времето, нели, кое што може да ни е посветено. Значи во првата група на немалигните заболувања, калкулоза, односно создавањето на камчиња во жолчното кесе, значи дека тие може да бидат асимптоматски, односно човек да ги носи со себе подолг временски период, независно од тоа како настанале, и да не осеќа никаква симптоматологија, или пак во одредени случаи да се појават симптоми како последица на кажеме движење на тие камења, запушување на изводниот канал на жолчото кесе и појава на болки. Карактеризирана болка е под десниот реберен лак, која што се шири кон грбот, десната плешка и десното раме, со различен интензитет. Во зависност од степенот на воспалението кое што настанува, значи разликуваме така лесна осетливост под десниот реберен лак, па се до јака осетливост перитонална дразба локализирана десно или пак во целиот стомак, кажам, зависност од стадиумот на заболувањето. Така. Тоа е што се однесува до жолчното кесе. Би објаснил целата проблематика околу ова, дека диференцијал диагностички, значи дека поради близината на голем број органи кои што се наоѓаат, односно желудник и 12-палачо црево, често пати се да кажеме меша поимот, значи калкулозата во жолча кесе со гастричната болка, односно дуоденална како последица на укусна болест или пак на гастрит. Така да диагностиката овде е, значи во диагностиката пресудно место има ултразвукот, односно ехо на стомачните органи кое што би се прави, при кое што се гледа, значи
еден или повеќе ситни дефекти во луменот на жолчевото кесе кои што го исполнуваат и кои што даваат оваа веќе спомената симптоматологија. Покрај клиничкиот преглед нормално. Ова беше за жолчното кесе, така? Да. Другото рековме дека е за дебелото црево. За дебелото црево. Значи, во втората група тоа се малигните заболувања. Дебелото црево е една од да кажеме, завзема второ место во групата на малигни заболувања се воопшто и во годишни рамки, значи според америчка статистика некаде околу 160.000 луѓе годишно заболуваат од ова заболување. Самиот малигном може да се појави на било кој дел од дебелото црево, меѓутоа најчесто ќе во завршниот дел, односно ректалниот карцином, потоа на сигмоидалниот колон и нешто поретко на цеком, односно почеток дел на дебело црево. Се карактеризира со појава на промени во навиките на празнење, во смисла да имаме дуење на стомакот, проблеми со празнењето, присуство на крв, потоа промени во навиките и да кажеме слична симптоматологија, придружена понекогаш и со појава на анемија, која што е еден од симптомите кои што може да укажува дека постои ова заболување. Кај малигните заболувања, така и кај дебелото црево, појавата на симптоми значи напреднат стадиум на болест и тогаш веќе треба да се реагира, значи како дијагностички, така и терапевски. Така. Додека истражував баш за дигестивниот систем, налетав на доста интересна информација дека се повеќето жени заболуваат од рак на дебелото црево отколку мажи. Зошто е тоа така? Нема нема прецизна причина како и за воопшто за појавата на малигномот на дебело црево. Постојат повеќе предиспонирачки фактори кои што доведуваат до појава на оваа состојба. Тоа се неадекватната исхрана со богата со храна која што е изобилува со процесирано месо, односно со конзерванси, црвено месо кое што имаме отсуство на растителни влакна во самата исхрана, потоа западњачки начин на живење, значи без многу движење, употреба на алкохол, цигари и една голема група на да кажеме предиспонирачки фактори е исто така различите наследни заболувања кои што во основата значи промена на ДНК материјалот и појава на да кажеме на тумори кои што туморски клетки кои што се неконтролирано растат и се размножуваат и предизвикуваат овие симптоми кои што ги имаме, како што се пример болеста фамилиарна аденоматозна полипоза и слично. Така. Може ли да биде ова генетски поврзано? Доколку во фамилијата имало некој претходно кој што боледувал од некоја болест на дигестивниот систем, да биде тоа пренесено на генерации понатаму. Конкретно за малигната болест тоа е еден преиспонирачки фактор. Доколку во семејство имаме одредена болест која што се смета дека е еден од тие фактори за појава на ова заболување, секогаш е потребно да тоа да кажеме наследниците, односно потомците бидат под одреден мониторинг со цел да се избегне, односно да се навремено детектира и потоа лекува туморот лекува во одредена, значи соодветно да се третира. Така. Самите тумори, во принцип третманот конкретно за туморите на дебело црево, значи во зависност од стадиумот на болеста, кој што имаме неколку стадиума, 4 поточно, што првиот е најлесен кој што самото туморско промена е задржана во слузницата на дебелото црево и четврти стадиум каде што имаме продор во околината и појава на метастази, оддалечени метастази. Доколку се работи во први стадиум тумор, тогаш имаме значи не толку инвазивни методи, тоа значи отстранување ендоскопски, дали при колоноскопија, дали ендоскопска ресекција или пак со помош на лапароскопска мини инвазивна техника, да кажеме, на лекување на туморите. За разлика од тоа, напреднатите карциноми веќе изискуваат класичен хируршки третман со отстранување на дел од дебелото црево и запазување на соодветна процедура, отстранување на лимфни садови, отстранување значи метастатектомија и така натаму зависи. Во понатамошниот третман на болеста, од кога ќе се отстрани проблемот на основицата и се постоперативно се направи стейджинг, односно види кој тип на тумор е во кој стадиум се наоѓа, од одреден стадиум, односно втори Б стадиум, па до четврти стадиум,
следува хеморадиотерапија во зависност од локализација и типот на туморот. И тоа е веќе работа на онкологијата. Така. А зошто се повторува? Кај многу пациенти знае да се отстрани, потоа после извесен период знае да се повтори. Не секогаш значи повторување. Значи туморите може да се јават истовремено на две места. Значи тоа се изохрони, се синхрони карциноми кои што може да бидат значи две туморски лези на исто место, па доколку едната се превиди или да кажеме во многу ран стадиум па не е видена пример приликом дијагностицирањето, може да се каже дека условно речено појава. И втората работа е што самите тумори се шират на три начина. Едниот е во околина, значи директно ширење кроз слоевите на цревото. Вториот начин е ширење по лимфните патишта, во лимфни садови, Така. локалните, централни и понатаму, и на крајот е по крвната циркулација. Секој од овие начини значи може да биде причина за понатамошен појава или на рецидив или на метастатски депозит, подалече метастатски депозит. Така. А докторе, се почесто млади заболуваат од болести на дигестивниот систем. Сигурно во вашето работно искуство сте имале таква прилика со млад пациент. На жалост, да, се почесто е проблематиката, значи прагот на појава на заболувањето се спушта се пониско, а кога некогаш било 50 години, да кажеме сега не е толку често, меѓутоа сепак постојат појава. Преиспанетските фактори, сите оние кои што функционираат, плюс кои што ги набројавме веќе и плюс, да кажеме, еден од факторите на околина е зрачењето, значи радиоактивно зрачење, со кое што сме оптеретени од било која причина во последниве децени, го носат резултатот, дават едноставно данокот на тоа е појавата на овие тумори и кај помлада популација. Така. Што е со исхраната? На каква исхрана треба да внимаваме како превентивно и на каква исхрана треба да внимаваат сите оние кои што веќе се загрозени? Исхраната кај секој пациент, здрава исхрана. Исхрана која што е богата со растителни влакна, тоа значи овоше, салата, во зеленило, во било која, храна која што не е подложена на конзервирање, која што не е брза храна, условно речено, не е многу богата со калории и со масти, тоа е храна која што би требало да се консумира, храната да биде во смисла почесто помалку, значи да не се претирува нити во ниеден правец, не да се гладува, нити пак да се преобилно јаде. Тоа е работа. И освен храната, тука имаме и втор фактор е физичка активност. Значи препорачлива е физичка активност кај секој човек, секојдневно, да со тоа што се, функционирањето, движење, физичка активност е придвижувач на голем број механизми и процеси во организмот за да функционираат нормално како што треба. Тоа е за преоперативно, за постоперативно движењето. Често пати поставуваат луѓето дали треба човек да стане рано, кога е доволно рано, дали треба да не направи некој проблем. Во денешно време хирургијата е доведена до стадиум да, значи покрај оваа мини-инвазивна хирургија, лапароскопија, е доведена до стадиум да потребно е човекот, неговиот опорак да биде што побрз, значи што побрзо да стане на нозе. Така да во наши услови тоа е нешто што се применува да веднаш постоперативно првиот, односно вториот ден веќе човек треба да биде седнат на крајот минимум, следниот ден да почне да се лесно движење и раздвижување низ во соба, односно околу кревет и веќе четврти, пети ден да он спонтано станува и да се движи, да функционира најнормално. Значи нема потреба од некакво внимавање претерано. Во понатамошниот период исто често прашање кога може да почне да се функционира во смисла на физичка активност. Може, да кажеме некој унутар месец дена да тоа бидат прошетки лесни и не значи дека треба да се почне со некаква тешка физичка активност со цел да се превенира појава на исто така честа проблематика хернија, кили на стомачен зид кои што настануваат кај пациенти кои што едноставно не знаат да мируваат. Така. Кажете ми вака, јас од нашето домашно искуство, татко ми често пати знае да каже раствори си народски кажано, медицинска сода добра е за дигестивниот систем, за прочистување на дигестивниот систем.
Колку има вистина во тоа и дали треба да го практикувам? Со оглед на тоа што брзо темпо на живење, работа, не обрнуваме многу време внимание на тоа што се ќе биде внесено. Медицината е напредната доста. Значи, се диагностицира и се лекува веќе се помалку агресивно, се повеќе со минимални инвазивни начини на патишта. Меѓутоа има луѓе кои што едноставно не го сакат медицинскиот дел, повеќе идат во оној паралелен пат кој што води поред, во смисла на содиеви карбони и разноразни супстанции кои што билки, билки и така натаму. Не велам не, меѓутоа немам доволно искуство за да кажам. Самата содиева карбона, значи нејзиниот механизам е нешто што немам искуство, значи немам доволно искуство за да можам да кажам околу тоа. Меѓутоа, од медицински гледни аспект би препорачал да секој човек минимум еднаш годишно направи преглед, значи во својот работен век. Значи, тоа е едната работа, втората работа е кога постои веќе познати се ризик групите за одредени заболувања, да тие ризик групи, дали од наследна природа, дали од професионална природа, потребно е да прават и дополнителни испитувања во оној период кога постои ризик или пак ако има некое сомневање или појава на било кои симптоми од овие што ги наведовме, да се прават сите можни испитувања со цел да се превенираат проблемите и компликации кои што може да настанат од самата болест. Тоа би било повеќе, да кажеме, превентивниот дел. Инаку превенција кај тумор, тоа е малку потешко сега за сега. Така. Кажете ми околу анализите, дали може да се приметат они да веќе да има индикации некои дека има некои од овие заболувања од оние првичните анализи кои што ги правиме, крв, мокрача? Во принцип за малегните болести, откривањето на малегни болести, како што кажав, нашата држава нема таков скрининг воведен, за разлика од држави кои што се оптеретени со малегна проблематика, како што е пример Јапонија, Соединетите американски држави. Они прават, да кажеме, скрининг на поголема популација и таму се наоѓаат и голем број на тумори, така резултатите се многу подобри. Во држави каде што нема обавезен скрининг, затоа што е тоа и скапа работа, треба да се спроведе на голем дел од популација, врз основа на овие симптоми кои што ги кажавме, потоа појавата на анемија, промените во празнењето, конкретно за малигните болести, се еден сигнал за да се направи испитување. За односно дигестивните карциноми, наедноставно е еден од првите симптоми, рековме дека е можна анемија и постои така наречен брз тест, хемокул тест, во кој што се докажува присуство на крв која што не е видлива под голо око и тоа е понатамошна индикација за испитување колоноскопија. Так. Тоа е едната работа. Втората работа, често пати се испитуваат и тумор маркери кај популација или пак по последно време се земаат рутински. Тумор маркерите значи дека постои, доколку нивните вредности се покачени, постои некаква активност, условно речено туморска, и тие се земаат по два за да нивниот резултат биде валиден. Тоа значи ембрионален антиген, карциномски ембрионален антиген и карциномски антиген 19. 9 тие се специфични за оваа болест. Секоја малегна болест отприлика има свој, тие меѓу себе се поклопуваат за одредени болести, меѓутоа тоа е нешто што може да исто така да биде сугестија за да заболувањето се конкретно се бара на одредено место. Најдобро се докажува и диагностицира преку испитување ендоскопско, колоноскопија. Тоа значи фибероптички инструмент кој што влегува во луменот и по должина на целото дебело црево и има можност истовремено да се земе биопсија. Тоа е едната работа со цел да се одредена промена докаже дека се работи за малигна или бенигна, и втората работа терапевтски е дека може да отстрани дел од тие промени кои што се веќе видени и со тоа да се реши и целата ситуација. Така. Знаеме дека стресот е главен причинител, значи, за многу болести на нашиот организам. Сега сме приметиле, барем и јас имам такво искуство, дека малку повеќе кога сум под стрес, веќе почнува
почнувам да имам нервозен стомак, значи доење, кркорење. Тоа често се јавува, гледам и кај повеќето луѓе. Како да го спречиме тоа? Стресот е нешто што не може човек да го избегне со денешниот живот на денешните, да кажем, денешниот начин на живење, така што тоа се избегнува со спорт. Само со спорт? Секој ќе најде приказната како може да тоа се избегне и како може да се едноставно смири целиот организам, не само дигестивен систем. Најчесто реагираат луѓето, меѓутоа тоа е тоа. Треба да го најдеме патот, секој својот пат. Так. Често пати исто така знаат докторите да ми кажат ти имаш чувствителен стомак, внимавај. Чувствителен стомак е така општа дефиниција, може да биде на повеќе нивоа, меѓу другото има луѓе на порано опишано во книгите дека промени во горен дел на дигестивен тракт, желудник, 12 палачно црево е така наречена директорска болест. Значи тоа е луѓе кои што се под енормен стрес, кои што функционираат и нивниот, да кажеме, автономен нервен систем е цело време под некоја тензија, така да и порано често пати се јавувало кај тие луѓе проблематика, дали се крварење, дали се улкуси, дали е гастрити. Во денешно време сите станавме директори на свој живот, така да човек мора да најде приказната и да едноставно го смири организмот вака или онака. Хоби, едноставно. Така. На почетокот споменавте и прекумерена тежина. Така. Да. Прекумерената тежина во смисла на кај луѓе кои што имаат прекумерена тежина се склони кон појава на диабет, потоа на различни заболувања по крвните садови кои што се јавуваат и меѓу другото и неактивност. Сите тие фактори се исто така едни од факторите кои што се предиспонирачки за појава на малегни заболувања. Опишани речиси во сите малегни заболувања. Така да тоа би било преку движење, преку правилна исхрана да се тој процес, да кажеме, врати нормала. Така. А што се оние кои што често пати знаат некои луѓе да речат ете не внесувам ништо, не јадам толку, а погледни ме колкав сум или колкава сум? Не сум сигурен баш тоа. Мислам дека сепак постојат одредени состојби и морбидни состојби кои што може да доведат да луѓето прекумерно се, да кажеме, дебелот, меѓутоа сепак храната храна, односно висококалоричната храна е секогаш причина за нешто што, да кажеме, некој да се поправи така. Така, газираното претпоставувам исто. Калорична вредност, значи било која храна која што е масна, која што има шекери во себе доста, а сето тоа е комбинирано со намалена активност, секогаш ќе доведе до појава на преголема обезитезова, како се каже, дебелина, прекумерна тежина. Така. Што се вклучува во подготовка пред влегување во операциона сала? Па општо подготовка за пациентот е земање на, да кажеме, земање на пред се анамнеза. Прво од самиот лекар хирург кој што ќе работи операцијата, потоа имаме анестезиолошки подготовки со цел да се види општата состојба на пациентот и дали има други придружни заболувања, значи кардиоваскуларен, респираторен тракт, дали зима одредена терапија која што е потребна да се пациентот подготви пред да влезе во операциона, за да самиот оперативен акт се изведе безбедно и да заврши процедурата како што треба. Тоа е едната работа, потоа во зависност од патологијата, припремата за секој тип на заболување е различна. За жолчото кесе, например, нема некоја посебна подготовка, освен да кажем ако не постои некој коморбидитет, за да се подготви пациентот, за разлика од тоа, кај дебелото црево потребно е да тоа биде прочистено. Тоа значи се пијат кажеме препарати со кои што се предизвикува комплетно чистење на дебелото црево, со цел да може да се безбедно изврши операцијата и при тоа во одредени услови потребно е да се направи спој. Анастомоза помеѓу двата краја на кажеме на дел од цревото кој што е отстранет, тоа е апсолутно неопходно да цревото биде чисто, што значи прочистување. Тука спаѓа уште во подготовка и припрема на крв и крвни деривати, доколку се потребни и се неопходни и евентуално антибиотска, да кажеме, профилактички
припрема на пациент. И нормално да влезе у сала. Тоа. Така. Да. Како го кажувате ова со насмевка? Нам не звучи морбидно, меѓутоа на вас тоа ви е секојдневието, ви е работа. Да. Така. Што со оние пациенти, често пати нели се случува да треба да се интервенира, да им се направи зафат на дигестивниот систем, меѓутоа со нивното испитување, значи оние анализи кои што ги правите пред да се направи тој зафат, се случува да има проблеми, да речеме, со дишните патишта или со срцето, па не можете на некој начин да извршите зафат. Разликуваме апсолутна индикација, каде што оперативното лекување е неопходно да се изведе затоа што витално е загрозен пациентот, значи животот на пациентот е загрозен. Во таа ситуација пациентот се спрема најдобро што може и најбрзо и тука се влегува во сала со пресметан ризик дека може да се јават одредени проблеми и тоа истото се соопштува и на пациентот и на семејството со цел да бидат свесни за се што може да се случи. За последиците. Така и пациенти кои што не постои таква апсолутна или витална индикација за оперативно лекување, доколку може да се одложи самото хируршко лекување до моментот додека пациентот биде доведен во состојба за хируршки третман, се доиспитува, подготвува, лекува и кажеме влезе во групата на пациенти кои што со намален ризик. Одредени заболувања во дигестивната хирургија, да кажеме, кои што немаат витална индикација, а прават проблеми на човек, кај пациенти кои што имаат висок коморбидитет, што значи имаме придружни заболувања кои што може да доведат до висок ризик по неговиот живот, во тој случај хируршкото лекување, ако не е неопходно, не се изведува со цел да се запази пациентот, меѓутоа се советува да одредени работи ги да користи одредени помагали, да функционира на одреден начин кој што нема да му загрози живот. Така. Кажавте како се припрема пациентот пред да влезе во операциона сала. Како вие, докторе, се припремате пред да влезете во операциона сала? Се облекувам и влегувам. Тоа би било влегување. Некоја претходна, не знам, медитација или рутина веќе. Со тек на време станува рутина. Нашата единствена подготовка е да се пресоблече човек во, да кажеме, гардероба која што е соодветна за самата средина каде што се работи, хируршкото, значи миење на раце, подготовка, значи за да биде апсолутно стерилно, да се облече таа стерилна облека и може да почне. Така. Од она што можев да го приметам, ширите доста позитивна енергија уште пред самото влегување во емисијата и во текот на разговорот. Како оваа работа влијае на вашиот приватен живот со оглед на тоа што е премногу стресна и одговорна? Приватен живот, што беше тоа? Да. Значи, принцип хирургијата е нешто што човек треба да стварно да сака за да ја работи. Секој од нас кога ќе се реши едноставно заврши медицина и се одлучи на да работи оваа струка, често пати на шега викаме се оженил или се омажил за струката. Значи, тоа е нешто што нема работен ден, нема работен сат, нема одмор, ностоп нешто се случува, е доста динамича и е потребно у принцип човек да најде луѓе околу себе да го прифата тој ризик на професијата, инаку у слободно време се вози точак, се игра со деца, тоа. Така. Отприлика. Така. Значи вие сепак водите здрав живот. Трудно. Има време за здрав живот. Колку можеме толку. Добро, и на крај еден мал совет за нас оние кои што сме воркохолици на некој начин, ностоп сме активни со работа и немаме нели време за здрав живот, и еден совет за оние кои што веќе се настрадани, односно има настрадан дигестивниот систем. Кратки совети. Кратки совети е за се има време, саат време на ден, значи физичка активност е сосема доволно, дали пешачење, точек, трчање,
кому како му се можностите. Така. Значи, тоа е сосем окей, храна, нешто што содржи доста растителни влакна, значи доста салата, доста овошје, нешто што нема да оптеретува дигестивен систем, пушење нормално не, алкохол да се избегава колку може, и редовни прегледи. Го кажам тоа затоа што често пати го спомнам дека има се поголем број на пациенти кои што буквално се фалат, не бил никогаш на лекар. Тоа не е окей. Човек треба да иде на лекар, да посетува барем еднаш годишно на као рутински преглед со цел да се одредена проблематика дијагностицира и третира правовремено. Сето понатаму е веќе само решавање на компликации. Така. Кои што на жалост и современата медицина тешко се справува со нив. Добро, ви благодарам за денешното учество. Се надевам дека беше корисно и така, барем за мене и за гледачите, корисни совети. Јас ве враќам онаму каде што сте најпотребни, односно во операционата сала. Ви благодарам уште еднаш за учеството во емисијата Урбан Так. Драги гледачи, ние овдека се одјавуваме со нашиот гостин, а одиме со краток блок реклами.